Назад сме во студиото, продолжуваме со вториот разговор. Зоран Костовски Шваца, мој долгогодишен колега, веќе е во студиото на телевизија 24. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Пред се да упатам еден голем поздрав до сите мои соселани ширум етничка Македонија. Ви благодарам што можеме да разговараме сега за селата, за нешто што одамна го кажавме го заборавивме, така се вигли и вашиот серијал на документарни филмови Заборавени. Кога почнавме да ги забораваме селата? Па вака сега ако направиме една ретроспектива, селата во Република Македонија почна да бидат заборавени со колективизацијата, тамо некаде 52-та година, а посебно со започнувањето на големата индустриализација во времето на Југославија, значи кое што отпочна од 60-тите години, пак тоа трае и во денешната наша современа држава Македонија, каде што заборавеноста е во тоа што кога ќе потидиме во нашиве села, ете малку се овој се замислив, нашите села личат како да се од не 19 век, туку од 17 век. Затоа што во нашиве села македонски, ја ќе кажам дека во Република Македонија имаме 1984 села. Ова статистика ја кажувам според доктор Јован Трифуновски. 1984 села. Како што напомнав ова статистика, ја кажувам според доктор Јован Трифуновски, еден од најголемите антрополози, географи, етнографи и историографи за селата во етничка Македонија, кој што е роден во селото Вруток, почина 1993 година. Јас имам таа среќа да ги имам сите негови научни трудови, значи некаде тоа е енциклопедија која што се вика селата во етничка Македонија и овој групирање. Кога зборите етничка Македонија, тоа се села каде што живеат само македонци? Или етничка Македонија, овој кај што живеат македонци? Не. Значи во етничко вака сега да по бидејќи два пати го спомнавте терминот етничка Македонија, да разјасниме. Затоа што вака, тој за Вардарскиот дел на Македонија. Добро. Има 1984. Егејскиот дел на Македонија. Вие зборите за целокупна Македонија. Говорам како што, значи селските населби во етничка Македонија, така му е целокупниот научен труд на доктор Јован. Со Егејска, со Пиринска, со Егејска, Пиринска, Голо брдо, Мала Преспа, до Врање и тука некаде гора. Во етничка Македонија, значи зборувам дека во тие села покрај македонци живеат и албанци, турци, власи, срби, грци, бугари, значи етничка во територијата на етничка Македонија. Сега малку да се вратам во да се вратиме овдека во нашиве очиго простори. Реков дека со колективизацијата и со започнувањето на индустриализацијата се направи голем, така да речем, голема катастрофа, затоа што ако во почетокот заминува по еден член од семејството, а потоа, значи тамо некаде до 75-та година. На печалба одеа, или? Не, одеа во градовите. Каде што таа грешка беше направена. Од земјоделец направи ја индустријалец. Ете да речеме, јас моето заминување некаде 78 година. 78 година од моето Рилево, кога завршив 8 оделение, и дојдов тука во едно село Волково, кој што во тоа временски период беше 20 км и денеска далеку, каде што условите на живење беа многу полоши него во моето родно село, затоа што во тој временски период да видам реален одеш со чизми, пошто кал имаше, за да дојдам до автобуската станица 64, па ги облекував оварчиго кондурите, чевлите и да отидам оварчиго на училиште во Димитар Лахов. Таа заборавеност, па едно ќе речам, поизразито дојде во денешната наша Република Македонија. Со затворањето, од во тој временски период, доаѓа, работеа во градовите Скопје, Прилеп, Битола, работеа, но и си ги работеа своите имоти. Затоа што во тој временски период, до 91 година, секое селско семејство представуваше едно
мало селско предпријатие. Затоа што на село Се произведуваше храна многу. произведуваше храна за себе, значи храна, чува стока, овци, крави, говеда, коњи. Тие на пазар одеа само во градот да купат Тоа што го нема во селото. шеќер, бензин и, да речеме, на времето кога ќе снемаше струја, гази ја ние ја нарекуваме. Меѓутоа, кога ова рече го се појави таа транзиција и кога почна фабриките рече го да пропаѓаат, уште полоша ситуација дојде. Затоа што она што е градено во селото, еве ќе ја напомнам мојата куќа што сум ја роден, таа е градена 59-та година, сега има некаде околу 60, значи да, 64 години има куќата, јас сум имал, таа била направена кога сум се родил, таа била 4 години постара од мене. Значи до ден денешен и напомнам кога беше пропаѓањето на фабриките, пропаѓањето на големите земјоделски комбинати. Значи шајка нема ставено, народски да се изразам. Така. Шајка нема ставено на куќите, трлата падна, оградите, ова рече кон се вика падна. Нема услови за враќање на. Значи тој нема пари да преживее текот на месецот. Зборувам кога ги отпушта од работа. Кога се затвараа фабриката. Па камоли да одвои средства да појди да ја стави некоја керамида во рече го да ја стегне малку, не да реновира, да стегне. Или па да речеме хајде да купи една кравче, една коза, да бидам реален, немаше пари да се купи една лопата, една дуди, една мотика за да го зачисти дворот, дворот и да наседи кромиче луче. А па да не зборуваме, ниту магаре има, ниту кола има дрвена, ниту којска запрега има, ниту коње има, ниту, значи нема теорија под навод кажано. Рековте 17 век делот од селата. Па видите вака. А има ли развиени и колку се развиени и убаво што живеат? Подобро да кажам и од градот. Сигурно има богати села. Богати села вака едно би рекол. Богато село. Ајде ќе спомнам општината Кривогашани. Кој е богато село? Каде излегува тие навечер? Кои културни манифестации ги има во селата? Еве од денешни услови да зборуваме. Каде навечер се собираат, ако не е кооперацијата? И ако се уште продавачот за да ги задржи муштериите, не да бат на работна вересија. Нема клубови, нема театри, нема да направам, мене ми е криво зашто она што беше добро од тој социјалистички систем. Властите во Македонија одговорам отворено. Како џаболот од крстот бегаат кој ќе му спомниш овај социјалистички систем. Тоа што беше добро од социјалистичкиот систем, славенците го зедаа. Агрокомбинатите им стојат, овие пропадна. Пелагонија земја. Да, сега повторно има некој план за укрупнување на земјоделци од кога ги расцепкаа, така? Само да ја завршам мислава. 75-та година тогашна социјалистичка република Македонија, 70% храната се снабдуваше од земјоделието. Пелагонија 30.000 хектари обработливо земјиште има. Денеска прошетајте, се е празно. Детелина. Нема ни детелина, се е празно. Друго ќе ви кажам. Овај хидросистемот што е во Прилевсково поле. Значи хидросистемот до Долнени има хидросистем и некаде ваму долу до Старо Лагово. Се користи? Ништо. Кој е виновен за тоа? Системот. Ако кажам власта, системот, па ја не рекол народот е виновен, бе. Не е убаво под навод кажано. Да. Самите си го направи. Еве денеска вака едно ќе речам. Се зборува за рече го да се обнови земјоделското производство. Еве денеска кој ќе работи? Еве денеска имаме ние овај ситни земјоделски стопанства. Видете една работа. Се додека не се обноват земјоделско-индустријските комбинати, не може да бидеш ти земјоделец. Не можеш ти да се обновиш очи од куќата. Трактор сака пари нема. Дрљачи сака пари нема. Плуг сака пари нема. Нафтата пари нема. 50 евра една вреќа, овој кој се вика таран.
Само системот државата, таа треба да го ја обнови големите земјоделски комбинати. Ќе ви послушам се еден пример. Ајде. Се зборува за сончогледот. Прво едно би рекол, сите оние што се дипломирани агрономи земјоделци, од сите министри па администрација, тие мотика не знаат што е. Па ќе ми зборува за земјоделие. Мотика не знаат што е. Ја ако се прашувам, ја би ги укинал субвенциите. Знаете што? Субвенциите кај земјоделците не одат кај што треба и на време. Затоа што не може мене да ми даде овој нафта во септември, кога сега треба да се. Не може мене да ми даде нафта во јануари, кога комбајнот мора дори да жние овај речи го на лето. Еве го за сончогледот. Ја не сум против науката. Ама не може сончогледо не се сее онака како што се сее пченицата. Сончогледо се сее на 30 сантима овај размак да има помеѓу стеблата, затоа што кореновиот систем на сончогледо е до 30 сантиметри. И друго едно би рекол. Кој хибрид да го ставиш, било пченица, значи семенска пченица, сончоглед, за репата да разборуваме, нема. Значи, велат дека отпорна на влага, климатски промени. Ова треба да го знаат, а селаните добро го знаат, а дедо ми мој Петре велеше вака едно. Сеидбата есенска почнува од Петков ден, завршува до Митров ден. Не може ти, сега, ова есенска... Тоа што ти треба да го дават после Митров ден. Пак пролетната, еве, до крајот на март, поправо, до 21 март, тоа се младенци, посетски кажани, сончогледот и пченката мора да бидат посејани. И тие мора да бидат... За да има род. Да има род и треба да бидат речени, да се оречи сончогледот, да се окупат, има механизација за тоа. На времето имаше шапки, окей бе, тој има, една шапка имаше околу кај се вика, речи го, околу да речеме 5-6 килограми сончоглед. И ебе како очи го би го стимулирале тоа. Мора да има гарантирана откупна цена. И јас реков... И производство. Мора ќе има, затоа што четворочлено семејство, ако и дури пензиско здравствено осигурање да му се плати државата, системот, и минимална плата до 26 години, затоа што детето од кој ќе се роди, во пелени, па додека не умре на нива. Ако му се даде по 200 евра, 4-члено семејство, тоа се некаде 800 евра месечно. 8.000 до 9.000 евра се годишни. Тој буџетот за да живее го има. Другото ќе го произведува. Ќе биде мирен. Дури еве сега ќе напомнам една друга работа за брашното и за левот. Во моје време, пак ќе напомнам, зошто не искористиеше добро во тој југословенски овој систем. На моето време, 100 килограми пченица колку ќе отиде во за другата. Да го смена, мојот татко ќе земеше 75 килограми брашно, 20 килограми ќе земеше трици и остаток го беше скувал за кокошките, да ги наранам, да не сад јајца, да има пилина и да имам кокошки. Кога одите сега по селата, можам исто ти кога одиш по селата. Да, нема проблем. Се чуваат стока, се чува живина. Вака, сега прво вака едно овај... Ако порано имало 5-6, сега сигурно една е. Крава е да збори. Вака, во овие нашите, така да речем, ајде, заборавени села, има и поживи, во овие нашите села се уште си чуваа луѓето едно кравче до две од бушата, 30 овци од праменката и си чуваат едно коњче и го чуваат стариот лук. Ебе зашто? Затоа што праменката овцата и бушата кравата најмалку треба храна, ако направиме споредба со штатските. Бушата дава 5 литра млеко, 3 пати денеска ќе износи, тоа се 15 литра млеко, за 4 члена семејство е доволно. Да река, ова што е другата, треба 100 евра денеска да дадеш храна, за да даде 25 литра млеко. И дури едно би рекол, моите соселани, во моите села,
Јас така ги нарекувам. Така. Така ги нарекувам. Тие си го сакаат тој селски живот. Еве ќе ви кажам една сторија што ми се деси минатата година. Бе во едно Охридско село, се вика Оровник. Баш овај на слава на снимање, после славата и дојда од овај речи го, таму има повеќе цреши, значи од Охридска цреши што се вика. И дојда од убавите. Да, дојда овие од Струга, пошто под Струга спаѓа ова село, од агенцијата, од подрачната агенција за земјоделство, за да потпиша за речи го за субвенциите. Еден нешто му рече: абе дете, вака ти на контена со вратобрска, ти ќе ми солиш памет, рече. Ти ќе си оди, рече, као се вика, спастри се, дојди како што сум ја облечен, па да седниме, да се напиеме петашка ракија, па ќе направиме мобет и ќе се договориме. Во таа смисла, рече го, на зборот. Реков дека нашите села се уште живеат од 19 век. Значи, селото ќе напомнам дека според најновите статистички податоци што беа, според јас го нарекувам нерелевантни попис од 2021 година, во Република Македонија нема раселено село. Раселените села се земени во статистиката од Првата светска војна. Ќе ви кажам зошто. Затоа што во нашите градови, еве, за моето село Рилево, има 20 на фамилии кои што носител на фамилијата има лична карта на Рилево. Значи, ја не се согласувам, нема раселено село во Македонија. Освен од Прва светска војна, Прва балканска и Втора балканска војна. Нема. Значи, нема. И оно што реков, значи, се уште живеат од 19 век. Моето село Рилево, 1971 година имаше 160 куќи, 1700 жители. Моето село моментално во Рилево, зимниот период живеат околу 70 души, а преку летниот е полна со народ. Меѓутоа, моето село Рилево, реков, живее како од 19 век. Водоводот го донесоа пред 3 години, и уште не е дограден. За канализацијата не зборуваме. Пат немаме. 2002 година, кога работев во телевизија, заедно работевме и Велија Ранковски ме прати во Домени. Хариджич беше градоначалник. Тој направи проект од 5 километри, значи го топонира патот, се беше изграден, асфалтот отиде никој не знае каде. Еве сега најново, со овие 250, односно 350 милиони евра што дава владата за пофалба е. За општините да се направат. Значи, има проект некој. Градоначалниците не само во Рилево, градоначалниците во нашите овој заборавени села не сакаат да направат камоли нов проект, а не сакаат да направат да направат преиспитување на стариот проект, што е направено, што треба да се доправи. И еве едно би рекол. Далеку од очите на јавноста сте. Нема кој да го види. Дури вака емотивно малце. Да ви кажам друга работа. Исто за водоводите. Водоводот, примарната мрежа е направена, секундарната мрежа под навод кажано на диво се приклучени. Ни шахта има, ни хидрант има, ниту па да не зборуваме за улично светло. 60 стриомери има живи во Рилево. Секој плаќа. Секој плаќа по 185 денари. Домени нечи да постави општината надлежна, да постави мрежа. И значи не сакат, ќе завршам мислава уште со ова реченица. Напомнав дека 320 така нешто милиони евра за општините, од тие што беа одселенски сега. Ама кај ќе ги дава тие тие пари? Во Прилеп? Во Скопје? Кај што треба да се дошпинка? Ама чекај вака една работа. Првата грешка што е направија властите. Ете, примерно кажа, по бројност на население. Бе, кога на наше село тамо во Рилево ќе живее, бе? Кога, бе? Да го спомнеме и Маријово. Кога, бе? Да го спомнеме Маријово, една од локациите кои што ви се доста опфатени во вашите повеќе од 700 репортажи? Значи, вака, колку репортажи имате направено по селата? За овие 30 години имам поминато 1675 села, уште 250 ми остана до пензија, уште 4 години. Имаш време. Имам доволно време.
Маријово го зазема централниот дел на етничка Македонија. Маријово го зазема 10% од Република Македонија од територија. Колку жители живеат сега во Маријово? Во 1952 година имало 25.000 жители. Денес има 35 села, 120 жители. Кои што живеат во селата. Бабички, дедовци. Да, меѓутоа не ги рачунам оние што има лични карти, живеа во Прилеп, живеа во Битола, живеа во Камаравци. Пак ќе речам, Маријово нема изгубено село. Само тоа е Сатока, Чегел, Пантеле и тие се села кои што се го збришени од првата светска војна. Измислено за режисер да дојде да снима филмови таму. Измислено. Јас едно би рекол тоа измислено за сточарство. Измислено е тоа за селски туризам. Па ето го Чебрен. Па селски туризам. Па Стале Попов Небадила е напишал повеста Кале Шанџа, Толе Паша, Шачир Војода, Крсте Ѓермов. Цели истории. Не попусто, тука се наоѓа и средновековниот манастир во селото, манастир кој што е граден од династијата Комнени. Не попусто е манастирот Свети Илија, родното село се наоѓа на Стале Попов. Не попусто тука е и она песна што пеале попат од запад, прашам, со Чучук Митра. Значи, Чебрен е историја на Македонија. Чебренскиот манастир е многу постар него манастирот што е во Слепче, да не ми заберат Демихисарска. Чебренскиот манастир го градела принцезата Марија, под кое што име го има добиено името Маријово. Таа е ќерка на Елена Комнен и на Ѓурач Бранковиќ. Се изнаслушал приказни од мештани, од селаните. Зашто најмногу сакаат да зборуваат? За животот. Маријовски. Маријовецот е секогаш горд. Главата нагоре? Маријовецот е секогаш горд. Маријовецот каде и да се наоѓа, било во Америка, било во Канада, било во Австралија, било во Маријово, било во Република Македонија. Вика, да, јас сум македонец, ама сум горд Маријовец. Знаете зошто? Затоа што единствената територија за времето на Отоманската империја од 1371 година, со битката на Марица, до 1912 година, нема таму, да речеме, во вистинска смисла на зборот, таа територија, Маријово и Меглен, не се никогаш не биле по територија Била слободна? Под управа влегувала во составот на Отоманската империја. Јасно, да, меѓутоа нема... Меѓутоа, Маријово си имал свој земски кмет. И тоа било така допуштено? Да. Без турска чизма, што би се рекол. И тоа ќе ти кажам, тоа е вистина. Затоа што се слушнале, сите има чуено за Кале Шанџа, за песната Кале Шанџа, ајде слушај. Кале Шанџа името е Анѓел Сиримела, родена во Старавина. Незиниот брат Ангеле, значи на 7 годишна возраст е земен, се вика во Истанбул, како јаничар, и станува паша и станува трет човек по ранг во падишакот. Значи, бил на рангот на министер денешка за правда. Првиот е, значи, како дете однесен за времето на Сулейман Величествениот, а иначе паша станува за време на синот на Сулейман Величествениот, тоа е Селим III, и за времето на владењето на големиот везир Мехмед Паша Соколовиќ, Ферманот е донесен на врвот Пантелеј, од 1567 година па се до 1912 година, Маријово е посебен хаз. Каде што, значи, должноста била да го исплаќа овај данок кој што бил на везирот и не биле чаптати. Се биле мирни, си оставили. Знаете што? Вака едно би рекол, па ако земите, еве го овој Стале Попов. Стале Попов е, за мене, греото е жално кога ги гледам овие наши млади, мои соселанки, дечина, па и мои овој и мојата внука. Ернест Хемингвеј ќе го прочита, Џок, овој повик на дивината, а велам Крпен живот, Кале Шанџа, Шачир Војвода, или па да се навратиме
во го волшебното самарче од Ванче Николевски. Тие што се Тоа е историјата наша македонска, бе. Тоа е историјата наша македонска. А знаете кој е Итар пео? Стале Попов. Романот Крпен живот е автобиографија негова. Јас имав таа среќа 2007 година во Витолиште со доста рожденката да се видам. Знаете која е доста рожденката? Неда, втората жена на Стале Попов. Мајката... Се направено на хартија. Се пренесено. Јас се имав овој да ја видам на Ѓорѓи Сталев, мајка му, писател, академико. Која е приказната која што ќе ја паметите цел живот што сте ја слушнале од вашите селани? Она која што најмногу ве чепнала? Вака. Имам доста издадено 2 книги. Значи, таа е историски повести се. Првата е Маријова жива историја и втората е Славна Дебарце на изгаснати огништа. И третата е... Освен репортажите, така да, и книгите, и пишаниот збор. Тоа го има напишено и во првата книга Маријова жива историја. Сигурно имате една случка која што... Да, ќе ви две случаи кои што ми се драги во животот. Тоа е кога бев осмо оделение како дете, а се присетив на баба ми кога ме прати на училиште во прво, и кога рече, Ванка се геше баба ми, на татко ми мајка, и кога рече, внучко те праќа на школија, ќе биди нешто од тебе. Втората случка ми беше кога дојдов кај доаенот на македонското новинарство, телевизијска и документаристика. Сега го почина пред неполна година Иван Андреевски Мачето, каде што првата работа таму во документарна, во утринската програма Добро утро Македонија, и кога ми беше ментор на новинарство и ми рече, Зоране, ќе биде нешто од тебе. Јас реков, ова баба ми Ванка ми го кажа. И ми остава трајно, тоа е наградата што имам земено од Факултетот за драмски уметности, филмска режија СР, од исто така во името на доаенот на македонската документаристика и репортажа, тоа е на Плевнеш брат му. Добро. Сакам да знам околу случките во селата, таква случка ме интересира. Ќе ви кажа овака едно. Тоа беше некаде 2011 година со Лука Шуша, мој снимател, и тоа... Вечна му слава. Да. Планирам да направиме со неговата ќерка еден документарен филм. Отидовме во селото Беловодица. Тоа беше така, ова време, снежето заврнато, под Плетвар, дојдовме овој кој се вика Ричиго во селото. Пред влезем на селото, има два селомалци. Се делеше селското џаде на две патчина и една старичка бабичка беше излезена со патеричето. Добар ден, каде бе гале? Ми били мене, ќе село. Попе рече, покојникот Ристе не е донесен уште. Каде е, ми рекол, прилет ќе го донесат. Мислејќи на Лука слуша дека е поп. Дека со брада, голем човек. Отидовме горе во црквата, веќе знаеме, и 5 бина беа селото, и ние се засукавме со ракавите, кој копачот, казбата, кој лопатата. Овој кој се вика речи го ископавме гробот, го погребавме човекот. Во едно село, ова речи го во Долгаец, таму бев, ова речи го и кум, но неформален, бев, сум бил во Демир Киселски, девер сум бил, но неформален. Значи сум присуствувал на оние селски свадби, веридби, со сите салтанати, со сите речи го се вика речи го адети, но уште ова би го додал. Најголемата случка е тоа што во селото Дуње, пред 28 години, јас и убав и млад, мојата сопруга беше единствената во селото, го фатив последниот воз, последниот вагон, последното купе и си ја седов, ама ќе додадам, немаше желичка линија, може би ќе остане. Така речено. И ете, едно би рекол дека се гордеам ова што го работам. Супер. Додека сум жив и
ете, што се вика гено се носи своето. Полека, како се вика речи го кога снимам, имам еден помлад наследник, покрај што во тој менаџерски тим на Маријово филм се Драгислав Миновски, тука е Димче Ковиловски и Виктор Костовски, кои што полека влегуваат во овие води, а имам внука на мојот брат. Ќерка, таа е 21 годишна, таа е родена за новинар, родена е за поселата, па здраве Господ, само да не се горуваат, има време, нека уча занат. Ми беше мило што поразговаравме за македонските села. Да си ми здрав и жив, уште едно би рекол на крајот. Голем поздрав до сите мои соселани, кои што ја гледат телевизија 24 вести и се гледаме, мои соселани, се гледаме, така речено, во ова ново 2025 господово лето. Да сте ми здрави живи. Фала ти штеднаш. Почитувани, сега ќе направиме уште една мала пауза, па ќе одиме со третиот разговор.